Дали власта упорно се откажува од чествување на македонските културни и национални дејци, при што се чини дека е подготвена да го пушти низ вода, дури и кумирот на скопските социјалдемократи, писателот Славко Јаневски. Град Скопје нема пари за наградата Рома на годината на фондацијата Славко Јаневски. Иако минатата година градската управа само иницијативно даде поддршка за наградата, но овој пат се предомислија, па во 5 до 12 решија дека нема да помогнат. На Facebook страната на фондацијата пишува дека градот Скопје ја повлекол поддршката за манифестацијата и наградата Рома на годината. Звездан Ѓоргиевски од организацијата Славко Јаневски вели дека ова е изненадување и удар во работата на фондацијата. Се сомнева дека ваквиот чекор е последица на неговата јавна забелешка, дека иако град Скопје ја прогласил 2020 година за година на Јаневски, никој освен семејството и фондацијата не положил цвеќе на вечното почивалиште на писателот. Тој за медиумите вели дека во декември била објавена програмата за поддршка на јавните институции кои се под град Скопје и во таа програма Романот на годината стои во активностите на културно-информативниот центар, но од непознати причини пред една седмица дознале дека пари и помош од градот нема да добијат. Таа одлука уште стои на веб страницата на град Скопје до овој момент, меѓутоа и од културно-информативниот центар не убедија дека добиле мејл со кој се повлекува поддршката за Романот на годината. Се обидовме да најдеме начин официјално да добиеме соопштение, но не добивме. Алфа побара став од град Скопје, но оттаму без детални информации. Велат финансираат 3 други проекти на фондацијата со 170.000 денари годинава и дека неискористените докрај доделени пари од лани се причина за наградата од национално значење да се побараат средства од Министерството за култура, затоа што приоритет на градот се проекти од логален интерес. Ова не е прв случај традиционалните награди во чест на македонските дејци да замираат со чудни објаснувања од институциите. Веќе трета година поред се поизвестно е дека нема да се додели наградата Гоце Делчев. Доделувањето првпат беше откажано во 2018 година, со образложението се доцнало со роковите. Минатата година пак, од комисијата објавија дека наградата нема да се додели, поради недостиг на финансиски средства. Оваа година од владата со ново објаснување. Истечен бил мандатот од членовите на комисијата која го распишувала конкурсот, а се уште не била закажана собраниска седница за избор на нови членови на одборот. Дел од стручната фела алармира оти власта ја откажува наградата Гоце Делчев, за да им удоволи на источните соседи, кои ја спорат историската припадност на големиот револуционер. Од владата пак се правда дека договорот со Бугарија не влијал на доделувањето на наградата. Последниве години не се додели ниту традиционалната државна награда за публицистика и новинарство, Мито Хаджи Василев Јасмин. За ова од владата велат оти номинираните кандидати не ги исполниле условите, па одборот одлучил да не ја даде наградата.